Opel Astra. Модел што се поврзува со една од најжестоките конкурентски трки што ги помни автомобилската историја. А тоа е двобојот меѓу Opel Astra и незината претходничка Opel Kadett и Volkswagen Golf. Таа трка станува најочигледна во средината на 80-тите години, кога Рисселсхајм излегува со Kadett E, така наречена капка, поради аеродинамичната форма на каросеријата. Врв во понудата на Opel е Kadett GSI, по чија што ознака се повикува на историското именување на спортските модели Commodore GSE и слично, меѓутоа сега е GSI, за да укаже на впрскувањето на горивото. GSE повеќе води кон Einspриtzung, значи кон германскиот збор за впрскување, и тоа тогаш, ете, сцената се навикнува на тоа И тој Kadett GSI користи 1,8 литарски мотор, кој што развива 115 конски сили. Opel Kadett GSI постигнува брзина од преку 200 км на час и забрзува за 9 секунди. Значи ги пробива границите, под 10 секунди за брзување и крајната брзина над 200 на час. Тоа се должи на уште лесната конструкција на возилата и на аеродинамичната форма. Тогаш со 115 конски сили се постигнуваат такви чуда. Opel Kadett GSI 16 Ventile startklar. Opel го менува името на Kadett, после Kadett E доаѓа Astra F. Првата генерација на Astra, тоа се веќе 90-тите години, кога светот, автомобилската бранша се подготвува за новиот милениум и гледа да промени се, па и имењата на моделите. И тогаш се оди на вештачки имења, на вештачки создадени, измислени имења, како Vectra, значи Ascona станува Vectra, Opel Kadett станува Astra, Opel Rekord станува Omega. Секогаш има А на завршетокот. Оваа генерација на Opel Astra L, почна со продажба во 2022 година и понудена е во најразлични изведби, па вклучувајќи и целосно електрична изведба. Секако постои комби изведба, која што повеќе не се нарекува караван, патем целата сцена ги нарекува комби моделите караван по именувањето што го користеше Opel, значи кога ќе се каже караван се мисли на Opel. Меѓутоа, ете сцената е навикната да сите комби модели ги нарекува караван, ете, еден мал исчекор од контекстот. Ова Astra е најосновната изведба на Astra. Значи тоа е почетниот модел. Со 1,2 литарски мотор со 3 цилиндри, со турбо надполнење и со 110 конски сили, па дури е и во комбинација со 6-степен мануелен менувач. До сега обично често доаѓал овој мотор на тест во комбинација со автоматски менувач, сега е, значи, точно најосновната изведба со мануелен менувач со 6 степени. Тоа е почетното ниво на опременост Edition, во кое што се додадени само неколку ставки во демо возилото, односно тоа се AGR седиштата кои што Opel практично ги промовираше, ги втурна на сцената како AGR печат, односно седишта кои што имаат сертификат, потврда од германските ортопеди дека тоа се квалитетни седишта што обезбедуваат добра поддршка за хрбетниот столб и слично. Значи постоеше такво движење во време кога светот заседнуваше зад компјутер и стануваше важно да се подсети на тоа дека постои ергономија. И втората опција која што ја има
овој тест автомобил, тоа е камера во 360 степени, која што се покажува многу корисна. Го спомнав кадет GSI од 1984 година, од кој што почнува таа трка, од кој што се вжестува конкурентската трка што понатаму трае неколку децении меѓу Астра, односно кадет, и меѓу Голф. Затоа што спортскиот модел, најспортскиот модел, кој што сцената го почитува, го обожува како издржан спортски модел со спортски својства, со квалитети на спортски автомобил. Со 1.8 литарски мотор и со 115 конски сили. Има иста моќност, приближно иста моќност и споредливи перформанси со денешниот основен модел. Тогашниот GSI, кадет GSI од средината на 80-тите години, одговара со основниот модел во понудата на Астра во 2024 година. Зарем тоа не кажува многу? Со 110 конски сили, со 1.2 литарски мотор, со фамозниот 1.2 литарски мотор, со 3 цилиндри, со турбо надполнење, со 110 конски сили, оваа Астра постигнува 199 км на час и забрзува за 10,5 секунди. Тоа е многу близко до спортскиот модел, до спортската икона на Opel, до Opel Kadett GSI, кој што постигнува чинам 203 на час, крајна брзина и забрзува до темпо 100 за 9 секунди. Обожувателите на автомобилите ги помнат тие бројки, толку им значело. Во 80-тите години уште се случувало. И што друго е напредното? Значи, ако денешен основен модел е ист во моќноста како спортски модел од 80-тите години. Например, колку е каросеријата напредувана? Колку е зголемена каросеријата, тежината? Ќе го споредам тоа. За навистина да дознаеме колку напредувале автомобилите во овие изминати децении, нема да ја споредам Астра со Кадет Е, последниот кадет пред да се промени името во Астра, туку со првата Астра. Основен модел на Астра во 2024 година и основен модел од првата генерација на Астра. Астра F од 90-тите години. Од почетокот на 90-тите години. Модел од 93-та година. Со таа изведба ќе споредам. Меѓутоа се многу бројки и ќе ми простите што јас немам телоп, како што тоа обично го имаат на телевизија, меѓутоа ќе се послужам ете со едно компјутерче, затоа што се многу бројки. И да видиме колку навистина така нормално ќе се потпреш на автомобил. Тогашниот модел е Opel Astra 1.4 со 1.4 литарски мотор, оваа е Astra 1.2 Turbo. Тогаш е GL, сега е Edition. Серијата Astra F се произведува од август 91 до август 94, значи таа моделска изведба, а оваа Astra L доживува пазарна премиера, почнува да се продава во февруари 2022 година. Понатаму, моторот. Што значи моторот? Каде е моторот? Моќноста на тогашниот основен модел на Opel Astra изнесува, ќе се изненадите. Односно тие што имат така малку повеќе години како мене ќе се присетат дека станува збор за 44 киловати, односно 60 конски сили. 5 конски сили повеќе од 101 или Юго 55, Скала 55, Юго Корал 55. Ова има речиси двојно повеќе, има 81 киловат и 110 конски сили.
Вртежниот момент е уште поимпресивен. Секако тој е атмосферски мотор, ово е турбомотор. Тогаш е 103 ньютон метри, сега се 205 ньютон метри. Понатаму. Издувот на Астра 1.4 од 93 година е според Евро 1 нормата, оваа е Евро 6 36 ЕА. Понатаму. Пречистувањето на издувните гасови. Тогаш е регулиран катализатор, троканален. Овој има филтер за честички. Значи, бензинските мотори денес исто така имаат филтер за честички чат. Јас го нарекувам, односно за PM честички, како што имаат дизелите, затоа што тоа бурно согорување произведува. Сепак и ке бензинсите произведува, значи мали честички чат, кои што е неспоредливо помала количина се создава во споредба со дизелот, во однос на дизелот. Меѓутоа, да напоменам дека, да не се изненади некој кога ќе му кажа дека и бензинските мотори денес имаат филтер за честички чат. За таа минимална количина што постои. 4 цилиндри тогаш, сега има 3 цилиндри. Тогаш е впрскување во смукувачката гранка, денес е директно впрскување. Значи во самата комора за согорување се впрскува горивото. Турбонат полња го спомнав, тогаш има 2 вентили по цилиндар, сега има 4 вентили по цилиндар. Работна зафатнина, тогаш 1389, денес 1199. Моќноста ја спомнав, максималната моќност, тој мотор ја постигна на 5200 вртежи, овој мотор на 5500, значи за турбомотор тоа е релативно високо ниво на вртежи, релативно. И вртежниот момент. Значи, тогаш во времето на Астра F уште беше важно да биде низок при максималниот вртежен момент, да се постигне при колку е можно пониски вртежи. Со тоа укажуваше на еластичноста, на возливоста, на малата потреба да се посегнува често по поменувача, да се менува, да се ракува со степените на пренос, за да се постигне некоја динамика на пат. Тогашните 2800 вртежи, значи максималниот вртежен момент од 103 ньютон метри, го постигнуваше Астра при 2800 вртежи. Оваа сега со турбонатполнење и со сите чуда што се случуваат во тоа турбонатполнење, го постигнува максималниот вртежен момент од 205 ньютон метри при 1750 вртежи. Значи тоа е малку над поаѓање, малку над празниот на вртежи, односно 1000 вртежи над. Практично, уште при поаѓање, кога ќе додадете газ, уште тогаш го постигна максималниот вртежен момент. И тоа се огледува. Значи е многу пријатно. Тука однесувањето, односно користа од тој низок, од високиот вртежен момент кој што се постигнува уште рано, се огледува во возењето во комбинација со мануелниот менувач. Значи, сосем е друг карактерот. Ќе споредам и тоа понатаму. Секако има старт-стоп систем, тогаш не постоело тоа, ниту некој го гаснал моторот, можеби некој го гаснал моторот на семафор, па му се чуделе. Сега, главната споредба. Должина. Тогашната Астра 4051 мм. Сега има 4374 мм. Значи тоа е големина, па споредлива со Вектра, тогашна. Ширината 1688 со 1860. Висината 1410 со 1441. Заморно е, да. Меѓуоски на растојание 2517 со 2675. Кругот на вртење е истиот, значи и покрај тоа што е поголемо меѓуоскиното растојание, тоа кажува дека тркалата повеќе се завртуваат практично, затоа што има 10,5 метри. Ист круг на вртење. Багажникот 360 тогаш, сега 422 литри, со тоа што е многу поправилен. Денес чуда се постигнува. Значи, тогаш беше уште важно багажникот да има правилна форма. Сега не постои модел, значи не може да се дозволи, браншата не може да се дозволи таков модел кој што само ќе нуди зафатнина, меѓутоа нема да биде и правилна форма, да биде целосно искористлив тој простор.
Значи се распричавме, се раскажавме. Понатаму, тоа што е, значи тука ми е избришан податокот за максималната зафатнина на товарниот простор со соборена клупа, меѓутоа колку што се сеќавам, некаде околу 200 литри беше. 1200, повеќе од 200 литри. 1200 тогаш, со сега 1500 и повеќе литри. Ете, барем задната клупа била стандардно соборлива уште тогаш. Тежина на празно возило 940 килограми со 1332 килограми. Тоа се 400 килограми разлика. И да сменам малку, кадари таа страна е убава, есен е патем, се забележува, нели дека е есен. Бројот на врати исто останал, меѓу малкуте работи. Што има понатаму? Значи, сопирачките назад, во тоа време се барабан назад, денес се дискови. Дори чинам дека и вентилирани дискови напред беа реткост. Големина на пневматици се избришала. Забрзувањето. Тогашната Opel Astra со помалку од 1000 килограми, односно 1 тон, со 60 конски сили забрзувала до темпо 100 за 16 секунди. Денес тоа и успева на ова Астра за 10,5 секунди. 5,5 секунди разлика. Крајната брзина била 160, сега е 199. Бучавата во возење е 67 децибели. Тогаш уште било неважно дали била бучавата повисока за 1 или 2 децибела, патем тоа е логаритамска скала. 1 децибел менува многу. Потрошувачка во град на тогашната Астра, значи се сосем други норми, други мерења. Потрошувачката во град е 8,6 литри, потрошувачката при 90 км на час е 5,1, потрошувачката при 120 км на час, значи при постојано темпо 120, 6,6 и просек се наведува 6,8 литри. Е сега, денес се сосем други норми. Потрошувачката во град за Астра изнесува 6,7 литри, на периферија, значи 5,6, која ќе тргнете од градот на надвор, тоа е 5,6 литри, по спореден пат, значи како овој, би трошало 4,8 литри, по автопат 5,8 литри и просекот е 5,5 литри. Со тоа што се многу поверодостојни денес нормите, значи мерењата, искажувањето на потрошувачката на гориво, затоа што не се работи за постојана брзина, туку има еден начин на кој што се изведува, еден алгоритам по кој што се изведува. Значи е многу посложена постапката по која што се мери потрошувачката, не се мери со постојана брзина, туку е променливо темпо, има забрзување, забавување, возење со постојана брзина, висока, па сето тоа што е блиску до реалните услови на возење, иако секогаш останува разлика емисијата на CO2 е 126 грама на километар, за тогаш немам податок. Резервоарот е ист. Разликата во опременоста е огромна. Тогаш за воздушна перница, значи во 91 година, за воздушна перница за возач, се доплаќа 413 евра. Денес секако е стандард воздушна перница за возач, за совозач. Странични воздушни перници напред се стандард. Потоа за воздушните завеси што штитат, значи главата ја штитат од удар при страничен судар, не дај Боже, вклучувајќи и заштита на карлицата практично. Тоа го има, единствено што не е вклучено се воздушни перници. Назад, напред нема воздушна перница, меѓу предните седишта, тоа уште некако не се пробива, слабо се пробива и тоа го нема. Понатаму. Тука има многу опции.
исклучување на воздушна перница тогаш не може да се случи, значи не може да поставите детско седиште напред затоа што ќе се вклучи воздушна перница и ќе се при ослободувањето ќе направи тоа што не треба да прави. Значи тоаш беше уште не знаеа луѓе за опасност од отворањето на ербегот доколку не се земе предвид отворањето. Тогаш назад има 3. Денес има, секако има. Денес возилата назад секако имаат 3 безбедносни ремени со 3 точки. Во времето на првата Астра, за средишното седиште било појасен ремен. Значи, оној ремен како што не се само го се поставува околу појасот. Тоа е, значи, она едноставна изведба. Изофикс не постои тогаш, значи денес назад има само присуствување. ABS се вградува како опција за 929 евра во тоа време, значи тоа е скапа опција. Денес е како е стандард. Понатаму асистенција при сопирање исто така е стандард, значи која што ви помага при опасна ситуација. Тоа е систем кој што Мерцедес го примени прв и научниците на Мерцедес дојдоа до заклучок, значи чуда се случуваат во тој Штутгарт, дојдоа до заклучок дека при судир, при панична ситуација, возачите обично реагираат доволно брзо, меѓутоа во почетокот не притискаат доволно силно врз сопирачката. Значи, дури од како ќе се види вистинската опасност, сопираме колку може повеќе. И тоа е таа реакција на на бремс асистентот, значи препознава дека многу брзо ја притискате педалата за сопирање, значи дека панично реагирате и го произведува полниот притисок во сопирачката уште веднаш откако ќе го забележи тоа. Понатаму има уште цело чудо системи за безбедност. Предупредување при опасност од судир. Значи човек кога ненаспан па ќе седне во автомобил и му се чини дека сите пред него сопират нешто нагло, значи тоа е тој систем што предупредува кога при невнимание доцна ја притискате сопирачката или не внимавате, значи тоа предупредување. Контрола на сопирачки освијок, добро. Контрола на тракција, тоа секако е стандард, значи денес автомобил што шкрипи не постои. Треба да исклучите целата тракција за тоа да се случи. Контрола на стабилност, ESP, одамна не сме го спомнале. Значи некогаш беше главна тема, тогаш воопшто и не се нудеше во класата на Астра. Дури Opel напоменува дека се работи за електронска програма за стабилност плюс, значи далеко од тоа дека. Понатаму има опции за помош при влечење приколка, значи што секако дека е важно. Динамично стоп светла, значи при нагло сопирање светнуваат подинамично, тоа исто го има. Трепкачки, скопирачки светла има. Активно управување. Нема магленки, има стандард, тогаш биле 140 евра, значи тогаш мораше да има автомобилот магленки и лесно-метални тркала, алуминиумски тркала. Понатаму има некои пакети, да, има LED светлата се чуда кај Opel. Гаранции, дополнителни гаранции, тогаш била 1 година, сега се 2 години, затоа што Euroimpex има пакети за 5 години. Тогашната цена изнесувала во Германија ова 11.708 евра во 93 година. А во Германија цената на ова Opel Astra, значи Edition е 27.910. Тоа е каталошки податок. Кај нас е далеку пониска. Браво. Клима уред стандард исто така. Тогаш не се нудел никако опција, не можело со тој мотор од 60 конски сили било невозможно да се размислува за клима уред, значи не постои ниту како опција. Централно заклучување е опција 345 евра, денес е стандард. Електрика на прозорци исто така 331 евра, денес е стандард. Електрика напред и назад патем. Помош, паркинг сензори се стандард. Што друго? Паркинг сензори напред и назад, добро. И камера има, да, дефинитивно. Помош при поаѓање на горнина. Тоа го има стандард, значи го задржува возилото на горнина, да не појде веднаш. Тогаш сте морале да оставите
растојание, односно да внимавате да не се залепите во автомобилот назад. Радиото се доплаќало тогаш, иако тогаш постоја чуда, една цела индустрија од радио за вградување, од после беше развиена. Пионир во GVC, радиото денес е стандард. Тоа е Блаупункт опција, денес нема Блаупункт Опела. Не се ни кажува името. Дигитално радио, команди, говорни примања, секако и тоа го има. Интеграција со паметен телефон, денес е вообичаена, тогаш не постоело, значи било музика од иднината. Безжично полнена мобилен телефон, 150 евра, мобилен телефон во 93 година, па не се сеќавам, може би неколку директори има. Навигација 800 евра се доплаќа, денес и не постои потреба да се доплати за навигација покрај мобилна телефонија. Дисплеј, секако за ракување со инфозабавниот систем, секако и тоа е стандард, и тоа не е дисплеј, што туку цел екран се добива на вистина внатре. Што има друго? Добро. Па тоа е приближно се. И заклучокот е дека, па, на вистина е напредок е постигнат. Денес, зошто го кажувам тоа? Затоа што денес, кога ќе кажеме чекај ова Астра чини 25.000 евра, па само опремата која што би се вградила, што оваа Астра ја поседува како стандард и која што е корисна опрема, значи и во поглед на безбедност, и во поглед на комфорот, и во поглед на комоцијата. Тоа се корисни ставки кои што внесуваат една сосем различна димензија. И доколку сите тие ставки би ги вградиле во тогашната Opel Astra, која што ете излезе дека чинела помалку од 12.000 евра, па ќе се дојде, многу лесно ќе се дојде до овие 20.000 евра. Само ABS од тогаш чинел 900 евра. И најважното, секако, какво е возењето? Како вози оваа Astra? Основен модел на Astra. Затоа направив едно кусо патување до Кокино, до мегалитската обсерваторија Кокино. Ќе ја погледнете репортажата, чинам дека тоа е еден многу вреден материјал и дека ќе охрабрам многумина да при овие викенди, сега есенски период, кога секој период сончев треба да го искористи човек за да биде надвор, верувам дека ќе охрабрам многумина да го посетат местото. Јас поаѓам. Една куса починка. Преку содржините на Аутомедија досега имаме пропатувано на секаде низ нашата најубава Македонија. 3 пати круг низ цела Македонија, најширокиот можен круг, што е можно поблиску до граничните подрачја, еднаш со хибридна Toyota Corolla, која што потроши 3,7 литри, со еден резервоар, па дури уште имаше и резерва останато 5 литри. Чинам, потоа со електрично Mini Cooper SE, истиот круг, во должина од преку 720 километри, и третиот пат беше во минатото лето со електрична Toyota BZ4 Cross. Фантастичен автомобил. Меѓутоа, никогаш досега немам возено до Кокино, едно од нашите најзначајни културни, историски, археолошки знаменитости, одредишта и слично. Едно од местата кое што навистина вреди да се посети. А зарем постои модел чие што име се поврзува понепосредно со Кокино од Opel Astra. Astra, астрономија, звезди, мистики, сите можни чуда, сета тежина која што ја носи тој презнак Астро, Opel Astra.
во оваа пригода ќе подсетам на едно интересно поглавје кое што се поврзува со Кадет. Кадет Опел го произведува во Ришелсхајм уште во 1930-тите години. Меѓутоа, нормално, за време на војната, престанува производството, се работат некои други работи таму. Во 1946 година, силите на Алијансата решаваат дека фабриката на Опел во Ришелсхајм ќе биде отстапена, ќе им биде дадена на русите. Значи, така се работеа работите. Тогаш им се даваше, се раздаваа вредни работи. И фабриката на Опел беше пренесена во Москва. И Опел продолжи да живее, Опел Кадет, значи монтажната линија на која што се произведуваше Опел Кадет, до 1940 година. Чина може да грешам, меѓутоа тие се временските рамки. Таа монтажна линија, таа фабрика беше пренесена во Москва и Кадет продолжи да живее во Русија како Москвич 400. Значи, верувам дека е едно историско поглавје кое што ќе заинтригира многумина. Астричка, продолжуваме натаму. Патувањето до Кокино секако ќе биде по стариот пат, по споредниот пат за Куманово, преку Арачиново, од причина што патот е поубав, отколку да се вози по автопат, и тоа е вистина. И природата е поубава и позабавно е. За да возите по стариот пат за Куманово, односно преку Арачиново, треба да скршнете кон Чентово. Понатаму има уште една крстосница на која што треба да се внимава и тоа е се. Понатаму патот води право до Куманово и тоа дури и покусо и попријатно отколку да возите по автопат. И тоа е скршнувањето. Тука се скршнува за Арачиново, сите скршнуваат натаму. И ете го, правец, право кон Куманово. Астра од поаѓање до тука ми потроши во просек 6,6 литри, тоа се 11 километри, меѓутоа таа е потрошувачката која што може да се очекува во град. Доколку патувате по обиколница, од тука се приклучувате на патот. Ете, тој се продолжува по обиколницата и препознатливиот прав пат на Рачиново. Тука секој втор автомобил е Голф, некогашниот најголем соперник на Астра, а тоа што не е Голф е BMW или Мерседес. Голф. Голф. Мерседес. Голф. 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 Peugeot. BMW. Односно BMW. Голф. Opel свикако. Голф. Голф, меѓутоа Октавија. Голф. Опел. Голф со багажник, односно джета. А бидејќи поминав едно 100 лежачки полицајци,
оцена за Астра е дека добро ги совладува тие предизвици на патот. Ете прекрасна природа, прометно и ете го сметиштата, а новината е во тоа што сега има ограда, значи нема сметишта, има ограда. Голф. И кога ќе ги загледате овие силоси, веќе знаете дека сте многу близко до Куманово и за тие што прв пат патуваат по овој пат, ќе се изненадите за колку кусо време се доаѓа до Куманово. Ете, Куманово. Уште еден кус правец и понатаму по автопатот до исклучувањето за Крива Паланка и понатаму се вози по пат што е уште поголемо уживање. Тука веднаш по надвозникот се исклучувате вдесно кон бензинската станица на Макпетрол. Тоа води директно на автопатот, што значи дека треба добро да се забрза. Сега ќе биде исклучувањето за Крива Паланка. И тука се продолжува по една од делниците што се најголемо уживање за возење, а тоа важи откако патот беше обновен и поправен на многу места. Значи, навистина е многу по-зголемен квалитетот на возење, на возачкото искуство. Кокино, уште малку ќе биде скршнувањето за Кокино влево. Се скршнува за Младо на Горичани, од каде што може да се продолжи и за Белинца, каде што Порше Македонија неодамна имаше тест возење, го имаше поставено како одредиште за едно тест возење. Тука е исклучувањето. Прохор Пчински, Кокино, Свети Георгиј. Убаво, бележано се, примерно, ете го. Знакот малку буни. Ете ја и Астра, прекрасна со женско име, а машка марка. Еве го скршнувањето. Колку луѓе имаат продолжено тука право, збунети од логиката. Значи Пелинце и Кокино одвај се забележува. Значи ако скршнете ќе видите дека тоа е патот за Кокино. И конечно, нормален знак. Кокино. Слава Богу, што конечно после 16 скршнувања дознавате дека сте на вистинскиот пат. Патот е во ред, барем тука. Очекувано е дека ќе има сообраќај, затоа што по Кокино има и други села, значи има и село Кокино.
мост и нормално чинја, многу убаво уредено. За излети, што би рекол народ, душа дало. Па прекрасно. Ќе го снимам целиот пат, целото возење до Кукина. Секако забрзано на одредени места, меѓутоа намерата ми е да покажам како навистина изгледа целиот пат. Тесен е патот, треба да се внимава секако. Меѓутоа барем не е нешто премногу запуштен, тука некогаш поминало машина за тримирање на растенијата. За Астра очекував дека тука на оваа на Горнина, односно би се очекувало, тие што не го познаваат овој мотор или немаат доверба во него, се сумневаат, дека овој 1-2 литарски мотор со 3 цилиндри нема да повлече на горнината, меѓутоа еве се покажа дека навистина со 2500 вртежи во третиот степен вистина примерно си повлекува. Е уште една на горнина. Би се очекувало дека можеби доколку лаички се ценат нештата или со предрасуди, би се очекувало дека нема да ете, така се вози тука, значи се додека возиш по него, веруваш дека нема друг автомобил, значи резервиран ти е и возиш по средина. Јас не знам каква е таа навика да се вози по средина на пат. Никогаш не возам, значи без разлика каде сум, никогаш не возам на средина. Каква е таа навика? Значи, сега ќе испадне дека карам некого, меѓутоа, навистина се прават непријатни ситуации и никогаш не возам на средина на пат, без разлика каде се наоѓам. Дали навистина сум сам некаде во планина, каде што ловам кадри, и то таа навика навистина постои кај нас и треба да се одрекнат. Постојат некои институции кои што ги плаќаме сите, не знам како се нарекуваат, совети, републички совети, не знам, имаше една госпожа со бунда од 2000 евра која што се представува како председателка на разноразни такви организации кои што ние ги плаќаме. Значи, тоа има работа, не да припишуваат од американски сајтови. Кукино 2 километри. Ранодневица, долгодневица, ете го Кукино. Одлично. Паркиралиште,
Па, примерно, може да се каже. Сега не е нешто многу асфалтирано. Ете ја Астра, уредно паркирана, да не зема простор за 16 автомобили. И да го видиме Кукино. Тука има табли, значи се е обележано одлично за разлика од долу, кога треба да знаете како се доаѓа тука. Ете Астра. Да видиме што пишува на таблата. Влезници за возрастни 60, деца 30, вред. Добре, човек треба да биде подготвен за тоа дека може да има овде кал, ветер. Значи сепак е голема височина, треба да се почитува тоа. Прекрасна природа, тоа мора да се признае, а некој мора да ослабе. Тука има табли, значи има избор. Табла за дебели и табла за нормални луѓе. Значи Кукино. Еве околината, таму во заднина се надзираат вулканските карпи, односно затоа се нарекува мегалитска обсерваторија. Мегалитска, затоа што е настаната од вулкански камења, односно од вулкани. Вулкан. Искачувањето. Значи, па верувам дека е 20 и повеќе степени. Значи да му е мило на човек. 60 динари, 30 динари, а за странци 5 евра. Така треба. Природна климатизација, жерави и убав народ доаѓа, чисто. Ете го Кукино. Значи, колку што прочитав претходно, откриено е релативно рано, односно исклучително е ново за нашата култура, затоа што дури од 2001 година го има откриено човек наш и понатаму се утврдило дека тоа е практично календар. Тоа што денес го имаме во мобилните телефони, на рачен часовник, секаде, на компјутерот, дома, на лаптоп, е тоа некогаш било ова. Значи, да видиме што пишува. Значи, добре дојдовте во Кукино. Историско светилиште и обсерваторија.
од 10-тиот до 12-тиот век пред новата ера. Бронзано време. Аудио водеше за Кокино. Ова е планински предел. Внимавајте поради лизгавиот терен и отровни животни. Добро. Не ја загадувајте природата. Музеј Куманово ви посакува пријатен престој. Французите благодариме за почиста Македонија, Абер 2015. И тука има пристојна среда на се, браво, за QR код, за да може да симнете асистенција. Сега отровни животни, што велат луѓето отровни животни, тоа може би летно време. Јас колку што се сеќам, на оваа висина не би требало да има змии. Меѓутоа, можам и јас да сгрешам некогаш, да, секако карпи, камења. И таа е тоа што на филмови го гледаме, странски филмови, го имаме тука. Кокино. И тоа е, јас барам така го ценам како лаик, како календар. И според положбата која што сонцето, небеските тела, кои што ги следеле и ги препознавале тие честни луѓе, паметни луѓе, се раководеле кога е лето, кога е зима, кога е ранодневица, кога е каснодневица. И се раководеле за жнеење, сеење, собирање на стоката од пасиштата. Тоа е таа наша богата Македонија. Убавина. И тоа е тоа што го зрачи енергија. Овде се случувале работи, се случувале нешта. И тоа е таа енергија што ја чувствувате секогаш кога ќе дојдете на вакво историско место. Од тука има уште многу до горе. Значи тоа ќе ви го препуштам да го откривате сами, да не го нарушувам уживањето и уживањето во авантурата, впуштањето во авантурата да се открива Кокино. Верувам дека ќе охрабрам многумина да дојдат тука. Значи патот е примерен, пристоен пат. Има уште многу што да се види освен Кокино, сепак доаѓањето на Кокино е настан. Меѓутоа има и уште многу други нешта кои што можат да се искусат, да се доживеат, да се направат снимки за Инстаграм, за друштвени мрежи кои што нема да се сведуваат само на повторување. Односно тоа што србите го велат, мајмун види што мајмун ради. Значи, тоа е убавината. И најдоброто е што тоа го почитуваат луѓе, колку што забележав на Google Maps има преку 1200 фотографии и не толку многу видеа од местото, од Кокино. И навистина ќе биде едно изненадување и задоволство. Средна патека, лесна патека. И тука што пишува. Вред тоа место да го читам, ќе го пренесам овој текст во објавата на YouTube, во видеото на YouTube.
Значи ги има овие QR кодови. Што е се откривано, нормално има многу нешта што се откривани. Бронзано време, убаво обележено, убаво представено и примерно изработено дрво. Ете, таа е лесната патека, а тоа значи и подолга патека. Секогаш е така во животот. Има лесен начин кој што трае подолго и има малку по предизвикувачки и понапорен начин по кој што се доаѓа побрзо. И работата е да се избере најдоброто во моментот. Има уште многу што да се доживее, да се искуси. Значи не се пуштам тука по овие карпи, значи од вулканско потрекло. Колку е чист воздухот овде. Може да замислите. И еве, гледка. Па, ова е како карпите да зборуваат. Сведоштва на времето. Колку изгледа неверојатно. Како да се наредени, како да се наместени. Секако тоа го правела Божјата сила. Овој свет е полн со убавини и изненадувања. И како и секогаш, контрастите македонски. Зелена природа, меки, падини и карпа, на која што ништо не раства со мов. Тоа нашите писатели го имаат убаво представено. Пиреј. Ето е тоа. По овие карпи да изникнеш. Таму каде што не ти даваат, да се развиеш, да бидеш тоа што си, ама пак да не се даваш. И заклучните зборови околу тестот на Opel Astra 1.2 Edition со 2 ставки дополнителна опрема. Astra е наједноставниот избор на автомобил на македонскиот пазар, па и пошироко на автомобилската сцена. Наједноставниот, најлесниот избор на автомобил. Со овој мотор, со овој менувач, со ова ниво на опременост. Може би со тие 2 ставки што ги имаат додадено од македонскиот Opel во демо возилото. А зошто е наједноставно и најлесно да се избере Opel Astra? Затоа што е име кое што долго постои на сцената, кое што е докажано и кое што ги има сите тие вредности што ги поврзуваме со Opel, ги очекуваме од еден Opel. Ќе објаснам после за тоа како се најде Opel во Peugeot, во заклучокот. Значи, најлесен, наједноставен избор. Доволно е голема, семен автомобил, значи не треба човек да се мисли чекај ќе ја купам оваа, па после ќе ја продадам кога ќе ми порасне семејството, ќе ја продадам за поголема. Значи тоа е конечен избор на автомобил. Во поглед на големината, функционалноста, багажникот посебно 422 литри.
во поглед на опременост. Опременоста е фантастична. Значи, нема ставка да не достига. Буквално не постои ставка за да рече човек, чекај, уште оваа да ја докупам. Се има. Комфортна е, штедлива, исклучително штедлива. Тоа е поентата на еден 2 литарскиот мотор. И за него ќе објаснам во заклучокот. Меѓутоа, уште малку до таму. И со цената, значи, предходно кажав колку ставки денес Астра ги има како стандардна опрема, кои што се доплаќале, за кои што требало да се доплати, да се и тоа солидно да се доплати во времето на првата Астра А. АБС систем тогаш чинеше доплата 910 евра. Значи тоа беше уште време на Deutsche марки, на германски марки, на ДЕМ и чинеше па преку 2000 марки. Значи кај Opel дури беше како марка која што секогаш настојувала да ја обнароди новата технологија, односно напредната и корисна технологија, посебно во безбедноста, секогаш се внимавало цените да бидат приближени до народот. И име кое што е познато. Навистина се е избалансиран. Човек во поглед на таа леснотија, едноставност која што ја кажам, едноставно се решава, чекај ќе купам сега автомобил, дојде време, ето одам купувам Opel. И тоа е тоа, толку треба. Нема мислење околу моторот, околу погонот, дали требало да биде хибрид, дали било автоматик или слично. Значи, и моторот е добар, и сосем е штедлив, и доволно е моќен, со 110 конски сили и 205 ньютон метри, и со потрошувачка од 6 до 7 литри, може би некој ќе потроши 8 литри, кој што начекал да тестира автомобил, на кој што друг му го плаќа горивото, мене ми потроши 6 до 7 литри. Значи со нормално возење, не изживување и со сите тие вредности, значи се покажува како логичен едноставен избор. Како се случи Opel да биде дел прво од Peugeot и Citroen, па понатаму да стане и дел од Stellantis, односно во заедничкиот концерн на Peugeot и на Fiat. Па треба да бидеме среќни за тоа што се случи, Opel да биде дел од Peugeot и од Fiat, односно од Peugeot прво па Fiat, затоа што воспротивно ќе се случеше приказната поглавието кое што го задеси Saab, една од најкултните, највредни, најобожувани марки, најцврсто имиджирани, марки со најцврст имидж, да згасне, се случи. Зошто се случи тоа? Па се поврзува и со Opel. General Motors е виновникот за тоа што Opel беше доведен во таква состојба да постигнува мала заработка, да му опаѓа продажбата тогаш, да не се вложува колку што треба. General Motors го оставаше Opel без пари од лиценците. Значи, Opel има лиценци, има таму регистрирано права на лиценци кои што се користат во автомобилска индустрија, настрана од автомобилската индустрија, за која што при нивно користење треба да се плати право на лиценца, да се купи право да се користи таа лиценца. Сега, тие права не му беа исплатени на Opel, туку се завршуваа во Детройт. Од друга страна, General Motors не ги вложуваше парите во Opel, туку настојуваше да се задржи едноставна техника, проста техника, каква што во тоа време се продаваше. Денес од General Motors, па и самите матични марки на тој производител од САД згасна од големи имења како Buick, Oldsmobile, уште низа други. Значи, станаа беззначени на сцената. Saab. Зашто згасна Saab? Затоа што некој во General Motors сакаше со техниката од Opel да прикаже дека тоа е Saab. Значи, едноставно, Opel Vectra да ја спакува во каросерија дизајнирана за Saab и да ја продава по 20 пати повредна добра, 30 пати по повисока цена отколку за Vectra. И нормално дека луѓето кои што ја сакаат, ја познаваат марката Saab, тоа ги одбива, затоа што човек купува Saab познавајќи ја историјата, познавајќи го имиджот, обожувајќи го имиджот. Нешто им значеше тој знак Saab. И така згасна Saab. И од таа причина
Велам дека треба да бидеме среќни што Opel денес обстојува во концернот Stellantis. И дали тоа се уште е Opel или е Peugeot 308, одличен Peugeot 308 патем и сите други модели кои што се изведени од тоа. Не, многу е вложено во дизајнот, значи постои тоа што латинично се нарекува дистинкција, значи двој. Дизајнот на Opel двој е препознатлив, вреден, убав дизајн и постојат обележја визорот, например, кај Мока. Мока е еден од стилски најиздвоените, најценети модели на сцената поради дизајнот и сите тие елементи кои што ги внесе Мока се пренесени и кај Opel. Секако тоа се оваа линија, значи основата, геометриска прецизност, германска работа. Оваа линија, која што точно го сече кругот на средина, па и тука продолжува, и долу во бранекот, значи германска работа, па преку антената, кровната антена ја прикажува каде води таа линија, и назад се повторува таа линија, тоа е надолжната линија и попрешната линија, тоа е визорот, односно светлата која што се во иста линија, иста површина, иста целина, создаваат со светлата. И тоа се основите на дизајнот. Остри рабови. Мене овде, овој дел, ми личи на Opel. Ме подсеќа на некој Opel. Не знам точно кој, меѓутоа ме подсеќа. Ете, ми личи на Opel овој дел. Треба да се види во живо и ќе видите дека сум во право. Историски. Има многу што од историјата да се пренесе во Opel. Opel е, секако, седиштата се Opel тука, AGR седиштата. Добро, не може се да се сведе на седиштата, меѓутоа Opel ја има таа заслуга што AGR седиштата денес се големо име на сцената, односно тоа се седишта кои што има добиено печат од Сдруженијето на германски ортопеди кои што потврдуваат дека овие седишта се добри за поддршка на хрбетниот столб. Подвожјето е различно дотерано, однесувањето, карактерот на моторот е различен, различно се однесува. Дизајнот секако и на внатрешноста е различен, практичноста, функционалноста, багажникот, некои одлики кои што го прават Opel да биде Opel. Значи, проблем едноставно е тоа што Peugeot и Opel се две големи имења на сцената, рамноправни имења. Двете имења имаат долга историја, марки кои што имаат долга историја, огромни заслуги и тоа е проблемот. Значи, меѓутоа, ете, Opel е спасен. Opel е спасен, не ја доживеа судбината на Saab, за среќа, и негодувањето дека Opel бил Peugeot или слично, значи не во лоша смисла, туку едноставно во смисла на тоа дека тоа се две марки рамноправни, значи тука е малку жешко. И ова е прекрасно есенско сонце, октомвриско. Нема поубаво. Нема клима. Отворени прозорци, уживање во есента. А во поглед на моторот има бројни хоби тестери, самопрогласени тест возачи и слично, кои што ете оценуваат дека трицилиндарскиот мотор со работна зафатнина од 1,2 литра бил слаб, нема да издржи. Значи, каросеријата е претешка и слично. Далеку од тоа. Значи, на какви инженерски основи се темели тоа оценување. Зборуваме за пазар, значи тоа е масовно. Кога ќе се објави нешто со автомобил кој што има 1-2 литарски мотор од оваа класа, значи со оваа големина од компактната класа, секогаш таа е предрасудата. 1-2 литарски мотор, 3 цилиндри и слично. Не, ова 1-2 литарски мотор со турбо надполнење. И со кое право оценуваме ние дека моторов не чиниете. Значи, како пазар на кој што се купуваат автомобили со милион поминати километри, кои што те ги продаваат дека, ете, бугарите ги продаваат дека имаат 189.000 поминати километри и дека се очувани совршено безпрекорно за при првиот дефект кој што претходниот собственик или препродавач знаел дека ќе се случи, таков дефект, скап дефект кој што вреди повеќе од колку самиот автомобил, завршуваат на отпад. И ја верувам дека со тоа
треба да се стави конечно крај на тие предрасуди, на тие здодевања на друштвените мрежи. Чекај, мал бил моторот, значи 2024 година. Даунсайзингот во автомобилската бранша се работи уште од средината на 90-тите години и даунсайзингот е направен со цел да се намали емисијата на CO2. Значи целта на целата автомобилска бранша е да се смали емисијата на CO2, загадувањето, затоплувањето и сите тие чуда што се случуваат сега, урагани, ете се ближи, денес има вести дека се ближи некој тајфун тука во Европа. Гледаме колку се менува времето. Значи тоа е тоа што треба да се спречи. Емисијата на CO2, не само од автомобилите, од се. И тој даунсайзинг е почнат уште во средината на 90-тите години, кога се прави, се смалуваат моторите, се надоместува работната зафатнина со турба надполнение, кое што произведува, значи, го возможува моторот да повлече посилно, кога ќе се побара поголема испорака на моќност и слично. Значи, тоа се апсолутно предрасуди кои што немаат никаква основа. Не бил трајни моторите и слично. Не биле трајни затоа што овој мотор е навистина чувствителен на маслото. Овој мотор навистина е чувствителен на маслото. А што значи тоа? Додека е нова и додека е под гаранција, ќе одите во сервис, ќе го менувате маслото, ќе го ставате најквалитетното масло кое што треба, што патеме и единственото што треба да се направи. Откако ќе заврши гаранцијата, се купува првото масло во нашите шверцери, фалсификувани, Господ знае што се продава по тие пластичари и слично. И такво масло се става понатаму. Вториот, третиот собственик ќе стави такво масло. Шестиот собственик ќе стави некое крш масло прегорено, Господ знае од каде ќе го најде, смрди цел град и ете нечинат овие мотори 1-2 литарски. Значи, се што треба околу овој мотор, целата приказна околу овој мотор е во почитувањето на спецификацијата на маслото. Значи, постои, не е квалитетот на маслото не се одредува само според вискозноста, туку постои спецификација. Тоа се ЦЈ, ЦФ норми кои што се многу стриктни и опфаќаат многу повеќе подрјачја, значи критериуми што треба да ги задоволат маслата за да добијат таква спецификација. И понатаму секако има и Opel масла, Stellantis масла и слично. Три цилиндри. И некако се помалку имаме да забележиме за тој звук и воопшто за трите цилиндри, ние што се занимаваме со оваа работа. Трите цилиндри. Слава Богу што ги има трите цилиндри, затоа што од карактерот што го покажува Opel Astra 1.2 со 6 степен мануелен менувач во градско возење, значи станува топло, голем дел се потпира на трите цилиндри. Значи трите цилиндри принципиелно се во предност во споредба со мотор со иста зафатнина 1.2 кој што би имал 4 цилиндри, затоа што едноставно подобро повлекува 3 цилиндарски мотор при пониски и при средни вртежи во споредба со мотор со 4 цилиндри. И на многу места се случуваше, значи тоа го очекува во град, тоа однесување, значи течно возење, многу потечно, со порелаксирано може да се остави во трет степен во услови на градско возење, во многу ситуации при вкрстување, значи на крстосница и слично. Меѓутоа, тоа што ме изненади е способноста да повлече и на нагорнини од мощни ниски вртежи. Значи, под 2000 вртежи веќе повлекува солидно и можете би очекувале за оваа големина на мотори, за оваа моќност би очекувале на некоја нагорнина да префрлите во втор степен за да се искачи по поголема нагорнина, говорам. Меѓутоа, се покажа и при возењето до Кокино се покажа дека на многу места моторот е способен да повлече во третиот степен.
Тоа е се должи значи на турба, над полнењето на будноста на турбината при 1750 вртежи, кога го произведува максималниот вртежен момент и тоа се огледува на дело во такви ситуации. Доброто е тоа што карактерот е сосем различен на оваа комбинација на 1-2 литерец со 110 конски сили со мануелен менувач, со 6 степен мануелен менувач. Затоа што автоматикот со овој мотор во поголемата, да речеме, комбинација, во помоќната со 130 конски сили, автоматикот го смирува возењето. Значи, едноставно ве прави да не ве засега што се случува со погонот, дали е во вистинскиот степен, дали може би треба да биде степен подолу, степен погоре или слично, заборавате дека едноставно постои нешто што се нарекува степен на пренос и потреба степенот на пренос да се приспособи на условите на возење. Значи, мош не е жешко. И со овој мотор, значи со оваа комбинација се постигнува, се огледува карактерот, вистинскиот карактер на моторот и навистина динамиката задоволува. Да, ќе се притисне малку повеќе, моторот реагира, повлекува, лесно врти од средно подречје па малку во почетокот на третото работно подречје на високите вртежи, значи пак будно повлекува и задоволително, така што нема забелешки во тој поглед. Значи, темпераментот го покажува одлично. Кој е расположен да работи и кој има предрасуди кон автоматикот, значи без каква било задршка може да се реши за оваа комбинација. И како што реков, наједноставниот и најлесниот избор на автомобил. Opel Astra, ваква каква што е. Одлично.